Односот мајка-ќерка, недоразбирањата во комуникацијата во наинтимниот дел на семејството, немањето поддршка за одлуките, прошка за грешките, а може би и љубов. Ова се прашањата што ни ги отвора монодрамата Викторија, работена по текстот на бугарскиот автор Јордан Славејков, а во режија на Дејан Ангелов. По монодрамата Кротка, која во фокусот ги имаше човековата себичност и неговата желба да поседува се, дури и жената која што не го сака, но и драмата Каин, која го преиспитува братоубиството и вечната борба помеѓу доброто и злото. Режисерот Ангелов во својата трета представа пред струмичката публика ќе ги разгледува токму релациите помеѓу мајка и ќерка. Се загледува во една многу суптилна, многу неистражена област во, како да кажам, во психологијата, па дури во женската душа и односите помеѓу мајка и ќерка. Пиесата мене лично ме заплени со тоа парадоксално допуштање дека таа возможност дека мајката може да не ја сака сопствената ќерка. Пиесата преку целото време ја истражува токму таа можност и всушност оваа наша пиеса е за невозможноста да се прости, бидејќи мајката не може да надмине некои работи кои што нашата Викторија, нашата актерка ги има направено во животот и нестигањето до таа прошка, разбирањето на другиот, предизвикува една голема трагедија која што, ако дојдете да ја гледате представата, ќе бидете сведоци на истата. Па токму тоа, значи, неслучената прошка, неслученото простување е некако главниот тригер во нашата представа. И некако тоа запатување на човекот да погледне не во розовите вистини за човечкото битие, а повеќе во најтемните вистини за човекот и битието воопшто. Некако да признаеш дека во самиот живот може да постои грешка. И да си ја признаеш грешката и да се вгледаш во собствената лична катастрофа, па да видиме тоа докаде ќе те донесе. Утре на сцената 112 во Центарот за култура Антон Панов. Ликот на Викторија ќе го донесе актерката Мирна Трпкова. Вели дека Викторија е силен лик кој носи и силни пораки. Благодарејќи кој што не изгуби доверба во мене и кој што многу добро го познава процесот на актерот, почнавме од самиот старт. Немаше подготвеност, немаше ништо за кое што мисливме дека сме спремни. Заедно ја изградивме Викторија и мислам дека и обративме внимание и ја почитуваме како личност која постои. И никогаш не заборавам дека што и да правам, би ја навредила ако заборавам нешто, ако испуштам нешто и ме фаќа најголем страф да излезам на сцената, што сака нека се случи со Мирна, но да ја испочитувам Викторија. Таа жена постои некаде. Славејков дојде од Бугарија да го види оживувањето на пиесата. Идејата за овој текст тлеела во него долго време, но за време на долгите карантински денови, конечно успеал да ја срочи во пиеса. Това е тема којато ме интересува оддавна. Аз сум најмалкото од 3 деца. Најмал сум од 3 деца и најсаканото. Мајка ми многу ме сакаше. Имам поголема сестра која што целиот свој живот имаше тежок однос со мајка ми. Се сакаа како мајка и ќерка без да можат да си го кажат тоа. Секој збор водеше кон конфликт и тоа огромен конфликт. Ако мајка ми каже добро утро, сестра ми вели не е добро. Значи, многу комплициран однос помеѓу две силни жени, кои се сакаат, но и не се сакаат. Тоа го наблюдував целиот период додека растев. Но се разбира, работата на драматургот е ако има креација и ако има талент за пишување, да го надгради тоа. Така што пандемијата ми даде време, спокојство да седам, ништо друго да не правам и да пишувам. Оваа монодрама е во продукција на Сдруженијето Трансен. Трета поред што ја работат со режисерот Ангелов, а по втор пат ќе биде одиграна на сцената 112 покрај Кротка. Јас би рекол дека Викторија е еден камен во мозаикот кој склопи еден вид триптих за човечката судбина. Прва беше Кротка, па Каин, па сега Викторија. Ова е втора монодрама со женска актерка
Мирна Трпкова. Проектот е финансиран од програмата на Civica Mobilitas за креативност на младите, за почеток на младите во творечките зафати. Овој пат домаќини се повторно Центарот за култура и театарот Антон Панов, Струмица. Значи, после 3 години од Кротка се враќаме во сцена 112 и си одбележивме како еден вид авангардна сцена за алтернативната култура во Струмица. Не случајно е одбрана сцената 112 поради својот изглед, својата авангардност, и овде се надеваме дека и во блиска иднина ќе имаме уште многу збеднувања од типот на концерти, на монодрами, драми и театарски представи. Така да, по консултација со главниот носител на овој проект, со Дејан, одлучивме токму овде да биде Викторија одржана во сцена 112. Така, за понатаму по консултација и со нашите вработни, со нашите глумци, дојдовме до констатација дека приоритет ни е да имаме контакт со млади режисери, со млади уметници во иднина, што од страна, што од секој поднебје, и така да верувам дека Викторија ќе помене во многу на високо ниво ќе биде. Премиерата на Викторија е закажана за 20 часот.